Пријателите на Македонија денес, клиниката на доктор Жан Митрев секогаш е расположени да излезат во пресред на нашите барања и да со нивните совети секако ја збогатат нашата емисија, а пред се на вас, нашите драги гледачи, ви дадат конкретни совети и да одговорат и на вашите прашања и дилеми кога станува збор за здравјето. Секако дека и вие ќе имате можност да се вклучите и во денешниот разговор преку телефонските линии, но на самиот старт секако да повторам, зборуваме за ракот како едно од заболувања кое што секојдневно се зголемува. Бројот на заболените од ден во ден расте, се бараат решенија, се бараат терапии, начини секако како да се превенира. Но што е она што ја предизвикува оваа болест и каква е моменталната ситуација и во рамки на светот, но и во Македонија, ова утро разговараме со специјалистот радиотерапевт и онколог од клиниката на доктор Жан Митрев, доктор Милан Ристевски. Доктор Ристевски, добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро најдов. Ви благодарам што сте во нашето студио, ќе разговараме на една навистина тешка, би рекла, тема. Не постои семејство во Македонија кое што не се соочило со загубата на драга личност од оваа болест, која што навистина зазема големи размери и во светски рамки. За жал, да. Да. Што представува на самиот почеток? Можеме ли да кажеме што е ракот? Најлесната, најприфатливата дефиниција што би било рак, односно неоплазма, е неконтролиран раст на клетки. Ќе го објасниме понатаму и во лесно разбирливи детали што значи тој неконтролиран раст и потенцијал за негово размножување низ организмот и миграција низ организмот, односно метастазирање, значи тоа е главната дистинкција помеѓу бенигните и малигните. Добро, би се прашале секако гледачите, што ги предизвикува тие клетки неконтролирано да растат? Имаме ли одговор на ова прашање? Теоријата е мултифакторијална, ја ќе се повикам на американската статистика. За смета дека експозицијата на тутун, на чадот тутун и на аерозагадување веќе офаќа некаде до 30% од вкупната бројка. Значи, не само во однос на карциномот на белите дробови. Тука спаѓаат и карциномите на хранопроводот, на бешиката, особено реналниот карцином, односно карциномот на бубрегот. Понатаму во останатите некаде отприлика 20%. Као главна причина. Значи, не е единствена причина, туку главна причина би била дебелината, обезноста и сите метаболички промени кои што кога таа ќе настапи, особено обезноста во низ среден појас. Па понатаму доаѓаат дури исхраната, навиките од исхраната, навиките во однос на немање на физичка секојдневна култура, за да на крај дојдеме до едва и 5 до 10% наследени генетски аномалии, особено во однос на тумор-супресорите. Да. Што правиме со границата на возраста на личностите кои што заболуваат од рак? Се чини дека секојдневно сретнуваме многу млади кои што животот го губат од оваа болест. Ајде вака ќе тргнеме поред. Општото продолжување на животниот век на луѓето во високо развиените земји е можеби еден од најважните моменти што ја зголемува, што ја билда таа инциденца. Значи, генетските оштетувања се секојдневни, нашите механизми на поправка на геномот се трудат да го поправат тој навистина од, да речеме, илјадници мутации кои што секој ден се случуваат. Нашиот поправителен, репараторен механизам генетски и епигенетски успева да поправи скоро 100%, меѓутоа не е 100%, туку е скоро 100%. Сега, тие не скоро 100% генетски промени кои што се случуваат, не е тоа мутација на, да речеме, ген кој што кодира некој ензим па да доведе до рак, далеко е тоа. Значи, точно се предпоставува за повеќето и се знае, меѓутоа не се знае за сите, затоа ќе кажам точно се предпоставува. Кои гени се тие кои што можат да го диригираат понатаму создавањето на рак. Така да, во однос на првиот дел од вашето прашање, зошто кај помладите? Најверојатно дека една претходна генерација веќе во себе носела барем еден алел на измутиран тумор-супресор. Така да, за да настане рак или леукемија, леукемиите се најчести лимфомите во младата возраст, во педиатрската популација. За да настане такво заболување, потребно е уште многу рано во тек на ембрионален живот да настане мутацијата или со самото создавање на ембрионот тоа веќе да ја носи мутацијата на тумор-супресор и на проонкоген. Постојат ли тука некои превентивни мерки?
Знаете, Познавајќи ги можеби генетските предиспозиции во фамилијата. Постојат, да, постојат, меѓутоа се уште се за нашиот стандард тие прескапи. Се изведуваат дел од таа палета и кај нас во Македонија. Има многу лаборатории во соседството каде што исто така тоа се прави. За среќа, третогенерацијските секвенционирања на геномот се доста брзи, да речеме, ако во 2006 година на секвенционирање на еден ген се чекаше 6 месеци, сега веќе палета од едно 200 гени се секвенционира за неполни 5 дена. Така да, технологијата си го направи своето, ја зголеми достапноста, прецизноста, односно точноста на самата метода, меѓутоа за наши услови тоа е прескапо. Да. Некои податоци до кои што дојдов вела дека ракот предизвикува 20% од смртните случаи во европскиот регион, а секоја година со повеќе од 3 милиони нови случаи и 1,7 милиони смртни случаи, ракот е најважната причина за смрт и морбидитет во Европа по кардиоваскуларните заболувања, а се проценува дека бројот на смртни случаи на рак двојно ќе се зголеми во следните 20 до 40 години, со најголем пораст во земјите со низок и среден приход, односно оние земји кои имаат помала можност да се справат со социјално и економско влијание на болеста. Точно е. Тука спаѓаме и ние, веројатно. Секако дека, за жал секако дека спаѓаме и ние. Вака 2035 година во статистиките на преломна година, кога веќе кардиоваскуларните заболувања, според инциденца, значи прерано е да зборувам за смртност, односно морталитет, ќе зборувам само за инциденца. Кога зборуваме за статистика кај малигните заболувања, важно е да направиме разлика, дистинкција помеѓу три термина: инциденца, односно појава на заболување на одреден број на жители, понатаму преваленца, веќе појавата е тука, меѓутоа колкав е бројот на тие што се веќе заболени, а живи во однос на одреден број на население, и она што е морталитет, односно починати, меѓутоа починати точно од непосредна причина за смрт, карцином, во однос на некоја друга бројка на жители. Така да, тенденцијата да, за жал, инциденцата се зголемува. Сега тука имаме два модела. Имаме модел на високо развиени земји кои што можат да си дозволат многу повеќе линии на терапија, многу подостапни им се современите методи на диагностика и лекување. И тука имаме намалување на стапката на морталитет, меѓутоа зголемување на преваленцата. Да, тие особи се превалентни, меѓутоа се уште живеат, се борат со својата болест или имаат ставено под некаков тип на контрола. И она што го рековме на крај, морталитет, за кој што мора да се води на вистина прецизна статистика и на вистина оној кој што на крај ќе го заведе во самата статистика мора многу прецизни информации да има. Дали на вистина лицето кое што е починато на вистина починало како непосредна причина за смрт самиот развој на карциномот, или станува збор за некој друг коморбидитет од кој што тоа лице починало, а не и од основната болест, што не значи дека во некој момент од времето немало да почине од својата основна болест. Меѓутоа, во моментот на починување, карциномот или неговиот развој не бил основната причина за смрт. Да. Се вели дека раната диагноза секогаш може многу да допринесе во подобро лекување и спасување на човечкиот живот. Како стоиме тука со свеста од навремени контроли и прегледи на нашето здравје? Знаете што, колку е поповршна лезијата, поблиску кон кожата и колку полесно самиот човек може да ја напипа, туку е полесно и рано да се диагностицира. За жал, огромна група од карциномите не може толку лесно самиот човек да ги осети, да ги напипа. Туку тие дури во моментот кога ќе дават симптоми, често пати и предосна, значи тука често пати и болеста е веќе во поодминат стадиум, кога е веќе многу потешко се третира и прогнозата е многу поинаква. Не постои, за жал, едно испитување кое што има доволно голема доверливост за да ни каже да, вие имате карцином, или не, вие немате карцином со сигурност. Станува збор за една палета од многу испитувања кои што треба паметно да се надополнат едно со друго за да на крај се извлече некако заклучок. Значи не постои некој генерален симптом кој што може да укаже на присуство на канцерозно заболување. Се работи и тоа многу се работи, особено на неинвазивните методи, односно на методите на детекција на специфични туморски протеини во нашата циркулирашка крв, односно
Тоа се особено типични делови наречени микро-РНК за одредени туморски протеини, тоа се тумор-циркулирачки клетки, меѓутоа се уште тие методи ја немаат соодветната доверливост како испитување и сигурност да на некој му кажеме се извинувам, меѓутоа вие во вашиот организам имате микро-РНК од тој и тој туморски протеин и ќе мора значи да ве доиспитаме до крај или имате циркулирачки туморски клетки од тоа и тоа многу е тешко помалите од 2-3 милиметри тумори вие да ги забележите на имиджинг. Се уште не се метаболички толку активни, така да пет скен џабе правите. А во однос на останатите други конвенционални методи на имиджинг, компјутерската томографија, магнетната резонанса, не можете ни оддалеку толку прецизно тие мали тумори да ги видите, бидејќи може да ви се изгубат помеѓу пресеците. Вие не сте свесни за нив. Од друга страна, веќе кога туморот ја надминува таа големина од 2 кубни милиметри, кај него почнува ангиогенетскиот свич, почнува на втора фаза од неговиот имун одговор према организмот, кога веќе потенцијално станува многу тешко победлив. Се уште. Не сите тумори се секако канцерогени? Да, постојат и бенигни тумори кои што никогаш не би поминале во малигно заболување, меѓутоа се случува да речеме кај карциномот на простата да сето тоа започне како бенигна хипертрофија на простатата, па во рамките на таа бенигна хипертрофија на простатата да се развие и рак промените на дебелите црева обично најчесто почнуваат како неинвазивни бенигни папиломи кои што со тек на време малигнизираат и тие треба секако строго да се контролираат. Тоа е нешто што може да се превенира. Значи во моментот кога ќе видиме дека постои одредена бенигна промена, со самото нејзино следење веќе многу порано тука го откриваме настанувањето на ракот. Да. Тука веќе е време да ги отвориме и телефонските линии за гледачите кои што ја следат утринската програма на телевизија 24 Македонија денес. Секако ве очекуваме со вашите јавувања и вашите прашања во рамки на нашиот разговор со доктор Милан Ристевски, специјалист радиотерапевт онколог од клиниката на доктор Жан Митрев, кој што ова утро е расположен да одговори и на вашите прашања. Секако доколку постои некое прашање на кое што сакате да најдете одговор, ова утро може да го добиете токму кај нас во Македонија денес. Ние продолжуваме понатаму. Рековме, бројката е навистина голема, секојдневно расте, се бараат решенија, а не постои, како што кажавме, ниту едно семејство кое што не поминало низ оваа голгота. Од дијагностицирањето до понатамошниот пат следуваат секако многу битки, многу борби, многу барање на лекови и начини кои што може да ја надминат оваа болест, па може да кажеме дека фамилиите се подготвени буквално на се што ќе слушнат дека може да помогне во решавањето на оваа болест и победата над ракот. Што велите вие за сите овие третмани кои што се бараат надвор од клиниките? За жал, надвор од достапноста на новите иновативни лекови има многу во светов. Така да, од друга страна, за среќа, ова е време на многу зголемена информативност на самите семејства и на пациентите. Се повеќе и повеќе пациентите, особено помладите членови на нивните семејства, и сами знаат да просурфаат, веќе и сами знаат да ги најдат вебсајтовите кои што имаат навистина прави информации. Така да, онаа гледка што имавме од пред, да речеме, 10 на 15 години на барање на секакви глупости веќе не постои. За среќа помина модата на оние обиди за алкализација и така натаму и така натаму. Се уште има портали што за жал изнесуваат глупости во однос на третманите. Меѓутоа, во глобала луѓето кои што доаѓаат се исклучиво детерминирани да го бараат правиот третман. Веќе имаме двајца гледачи на линија кои што не очекуваат, го вклучуваме првиот. Добро утро. Ало? Повелете во програма сте? Добро утро. Добро утро. Вака сега поздрав до водителката и до гостинот. Ви благодариме. Некако баш ми се погоди прашањево, а токму веќе мислам да презерам некои чекори, затоа што од Естеновска јас имам мостови, навлаки, протези 20 години. Меѓутоа тие се во функција и таму на 6 месеци година дена одам на чистење на жабниот камен. И се јавува крварење околу него и обично престанува. Овој пат, помина подолго време, не престануваше, море такви пасти, море онакви, па отидов, ја и накупијам антикоагуланти
заради срцето. Значи, тромбоцитите ми се 90, по еден момент беа 75 и отидов на хематологија да проверат. И докторката и викам, не, вика, ова не е страшно, ама ај викам да видиме да е нешто страшното. Предпоставувам дека тие, таа го испита тоа, али не ми кажа, предпоставувам мисли на леукемија, односно рак на крвта. Се прашувам дали тоа испитување го покрива ова другото во устата, бев и на ОРЛ, погледнаа се визуелно, нема ништо. Сега, дали сега да го препишам тоа на ова забите или вискозитетот на крвта, или треба да одам да испитувам. Јас сум вознемирен, знаете, пола година веќе, кога ќе видам, ги мијам забите ми крварат, тоа не ми се допаѓа. Да. Ви благодариме за вклучувањето, ќе дадеме одговори на вашето прашање, но најпрв да го чуеме и останатиот другиот гледач кој што чека на следната линија. Добро утро. Повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, можете да го поставите вашето прашање. Добро утро. Добро утро. Се јавуваме само за да го поздравиме докторот, лично од Кратово. Може би се сеќава. На нас скоро се опериравме во Жан Митрев. Благодарение на него со неговите терапии сме подобри и се заблагодаруваме на докторот многу. Да. Ви благодариме многу и ви посакуваме добро здравје и секако да го чувате здравјето и редовно да бидете дел од контролите и секако убаво е кога ќе се чуе ваква благодарност, докторе. За тоа живееме. Да. Сам не за благодарноста, него за успехот од лекувањето. Во секој случај да дадеме одговори на претходниот гледач. Знаеш, во првото прашање имам еден проблем. Ако станува збор за тромбоцитопенија, односно намален број на тромбоцити, зошто и понатаму господинот пие тромболитична терапија? Тоа не иде едно со друго. Во однос на мостовите. Да, мостовите знаат да направат хронично воспаление, особено кога се води лоша хигиена на устната шуплина. Не осудувам, не ја знам состојбата. Меѓутоа дека под самите мостови останува еден микропростор кој што со тек на години може да развие инфламација, воспаление, која што би можело на самото место, не во однос на никаква леукемија или малигна болест на тромбоцитата, ало задалеку е тоа, меѓутоа создава хроничното воспаление подлога за канцерогенеза. Особено да речеме, тоа е случајот на простатата, веќе ја спомнавме, на хроничните простатити, хроничните цистити во бешиката, особено хроничната обструктивна бела дробна болестка и пушачите на белите дроби. Треба сериозно да се испита дали има не леукемија, туку малигно заболување на тромбоцитната лоза, и тоа ќе продолжи господинот да се го прави на клиниката за хематоонкологија. Меѓутоа ќе се отиде до кај својот матичен кардиолог за промена на терапијата, бидејќи со хронично намален таков број на тромбоцити, во прашање доведена целисходноста на тромболитичната терапија. Да, се надам дека гледачот е задоволен од одговорот и дека ќе ги превземе следните потребни чекори за проверка на здравствената состојба, а ние продолжуваме понатаму. Веќе на линија не очекува и следен гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма сте? Поздрав до докторот и до вас. Вака имам прашање. Мислам до докторот, јас сум оперирана, беше директор докторот горе во онкологија, го познавам. Од аденокарцинома ендометриум. Сега ми се повторува 2 пати аденокарцинома париетас вагине. Меѓутоа ми се покачени тумор маркери на дебело црево и сега по втор пат прво прима 2013 6 хемотерапии, сега пак 6 хемотерапии. Дали може кај докторот да се дојде на консултации да одам? Би сакала за многу работи да се консултирам и колку е цената, мислам, за консултативно, пошто јас сега веќе 4-та хемотерапија, уште 2 треба да примам горе во онкологија државна. И едно прашање општо, мислам, за сите, колку луѓе преживуваат, статистика дали се води од оние со хемотерапија, колку преживуваат и оние без хемо, и колку е, мислам, векот на преживување со хемотерапија и оние без хемотерапија. Неколку одлични прашања. Ви благодариме многу за јавувањето. Ако ја разбрав добро пациентката, таа рече дека има аденокарцином на ендометриум, предпоставувам дека господјата е оперирана, потоа зрачена и хемо, тоа значи понапредна стадиум.
за да веќе како рецидив добие исто аденоформа на вагиналниот зид. Да, контролите може да се направат кај нас. Цените ни се, да кажем, многу пристојни, од 1000 денари до најскапиот преглед ни е 4200, тоа е преглед на второ мислење. Меѓутоа, тој се прави доста ретко. Тоа е обично кога прв пат гледам пациент кој што е третиран со многу линии на терапија, со многу различни третмани. Тука има многу имиджинг за прегледување, споредување и тоа навистина трае неколку часа. Инаку во глобала прегледите се 1000, 2000, 3000 денари. Да, во секој случај на телефонските линии може да се закаже термин кај вас? Апсолутно. Во однос на второто прашање, зашто се зголемени маркерите за дебелото црево? Штом станува збор за процес кој што се шири нормално и непосредно во својата микрооколина, и самата непосредна туморска микрооколина е засегната од воспаление, туморско воспаление, перитуморско воспаление, кој што го нарекувам. Тумор маркерот CA19-9 не е специфичен високо само за малигни заболувања, баш напротив, во многу хронични, јакутни, воспалителни состојби тој може да биде зголем. Така да, тоа би било одговорот. Третото прашање е многу интересно. Колкав е, што вели статистиката во однос на оние кои што примале, во однос на оние кои што не примале хемотерапија. Хемотерапијата, значи без таргет терапиите, без имуната терапија, знае да биде многу моќно оружје, многу моќен сојузник доколку се дава како што треба и доволно долго. Тоа доволно долго. Не постои освен карциномот на бубрек и би рекол меланомите, тумор кој што може да издржи да не умре на доволно долги и високи дози на хемотерапија. Меѓутоа, за жал, хемотерапијата не е така таргетирана, ги оштетува нормалните клетки во голем број. И тука некаде правиме баланс помеѓу вкупните кумулативни дози дадени на точно одредени периоди во кои што на организмот му дозволуваме да се регенерира, односно здравите клетки да се регенерираат. За жал, се развие резистенција кон хемотерапијата, така да најдобро статистиката овде се гледа од клиничките испитувања. Веќе скоро и да нема клиничко испитување во метастатски сетинг, бидејќи етички недозволено, кое што би дозволило да одредена група пациенти испитувана не се третира со ништо, него со некаков обичен хигиено-диететски режим верзус хемотерапија. Во таргет терапијата, во имуната терапија, кои што се испитуваат како последна линија на терапија, после која што нема ништо, да, во тие студии имаме најдобра супортивна нега верзус испитуваниот нов лек, а во однос на така наречените адјувантно е многу тешко точно да се преведе на македонски, само да ви го објаснам значењето. Туморот со некоја аблативна хируршка метода или интервентна метода е изваден макроскопски, меѓутоа секогаш микроскопски, на микроскопско ниво се сомневаме дека постојат туморски емболоси кои што ние со голо око не може да ги видиме, нити со некој имиджинг можеме да ги приметиме. Така да, тоа е ситуација кога имаме така наречен адјувантен сетинг. Прашањето е дали да го заштитиме организмот со хемотерапија или некаков друг тип на терапија за да отстраниме ризик за повторна појава на болеста или не. Тоа се многу тешки студии и за дизајн, и за изведување, меѓутоа за среќа па нивната точност е извонредно голема и зависно од самиот тип на карцином, неговите генетски параметри. Имаме состојби кога да хемотерапијата на вистина делува и групата што била поставена на хемотерапија, ризикот за повторна појава на болеста некаде се намалил. Меѓутоа, исто така имаме и случаи, особено во многу раните стадиуми, да речеме, како на пример дојка, особено на хормон зависна дојка, каде што испитувањата покажа дека во многу раните стадиуми, кога имаме негативни лимфни жлезди, кога болеста не е пренесена, се наоѓа во многу ран стадиум, дека додавањето на хемотерапија нема никаква вредност и воопшто не го отстранува ризикот од повторна појава на болеста. Да. Ние продолжуваме понатаму, веќе имаме и следен гледач кој што не очекува со своето прашање на телефонска линија. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма сте? Поздрав до докторот и водителката. Јас сум оперирана пред 3 години од карцином на дебелото црево. Вршам испитувања, вршам контроли на секој 6 месеци и во последнава контрола имам
Не знам што значи ова протеин С, реактив 13,96, а овдека во резултатите е од 0 до 10. Ако може докторот малку да ми објасни. С-реактивниот протеин е поспецифичен за воспалителни процеси, а не се користи во рутинската онколошка пракса како маркер за следење на болеста, меѓутоа станува збор за некое локално мало воспаление, ограничено, така да воопшто да не ја плаши господјата зголемувањето на С-реактивниот протеин, да се ги извршува контролите редовно, бидејќи на тој начин најдобро ќе имаме во споредба со останативе поосетливи параметри, кои например CA и C19-9, тумор маркерите, по комплетна слика каква е контролата врз нејзината болест. Да. Ние продолжуваме понатаму, би сакалите тука некаде пред крајот на разговорот да позборуваме околу зачестеноста на типовите на неоплазма кај половите. Се вели дека кај мажите најголем број е на белите дробови, дали е тоа точно или? Скоро точно. Скоро изедначена веќе инциденца, зборувам за Македонија, скоро да е изедначена инциденцата на карциномот на простата, па со карциномот на дебелото црево, колоректалните и ракот на белите дробови. Ние сме земја која што има страшно лоши превентивни мерки против пушење. Ние сме земја која што не успеа да воведе поголем данок на пушење. Современите земји, високо развиените земји знаат отприлика кои се цените на цигарите и воопшто цената на тутунот. Ние веројатно не сме свесни колкава влијание и како штетно влијание имаат цигарите врз здравјето. Ние сме свесни, значи многу пати и како директор на клиниката додека бев во многу јавни дебати сум го кажал, ова не станува збор само за данокот на цигарите. Станува збор за исто така junk food tax, sugar tax, сите оние други работи кои што ја зголемуваат обезноста. Дури би го ставил и данокот на канцерогени пестициди. Не мора да значи дека онаа храна што ќе ја купите од пазар дека е навистина чиста. Нашите земјоделци, за да можат да врзат крај со крај, често пати ги претретираат нивните производи со пестициди за да нешто излезе како род што ќе може да го продаат на крај на пазар и да ја преживеат годината. Многу е тешко во земја со ниски приходи да воведете ред во оваа ситуација, бидејќи отварате тогаш многу други дупки. Ако воведете junk food tax, тогаш цела индустрија на брза храна, а претежно угостителството во тие земји кај што сме и ние, односно во наша Македонија, се базира на вработени во синџирот на таа брза junk food. Тутунските индустрии, како да ви кажам, ние субвенционираме тутун. Значи, можејќи да субвенционираме она што земјата навистина ни го дава како убави зеленчуци и овоштија кои што може да бидат органски, ние го правиме спротивното. Меѓутоа, некој ќе каже било да некоја влада и промени на влади не го решаваат тој проблем. Не дека не се свесни, далеко тоа се свесни. Меѓутоа изгледа некои приоритети се малце поинакви. Да, кај жените можеме да кажеме дека се уште ракот на дојката предоминантна. Зошто се случува ова покрај толку силни кампањи за прегледи, контроли, само прегледи на дојката? Последно време се повеќе и повеќе се гледаат ранни стадиуми. Значи ги немаме веќе оние касни стадиуми каде што веќе дури би рекол се жените неоперабилни. Кампањите како вродуваат со резултат. Тоа е убава вест во секој случај. Да, свеста кај граѓаните се зголемува, а ете имаме ние и следен гледач на линија кој што не очекува и му даваме предност во рамки на нашиот разговор. Добро утро. Добро утро. Повелете во програма сте? Тука еден гледач, јас правев имав тумор на бешиката. Ми ја извадија и умеѓу време тумор се добило на простатата исто и тоа ми извадено од странета операција. Меѓутоа докторот рече дека не ми е тумор од мене од бешиката и не ми е од простатата. Доваѓа од негде од друго место. Сумња дека е од дебелото црево. 10 пати го снимав со томографија и со колоноскопија, нема ништо. Сега сум чист, одам се година како помина се супер, идам на некоја терапија тамо на онкологија ми дават апчиња и по една инекција во стомако за 3 месеца. Дали може тај тумор уште у мене да стои што пушта метастази или не? И дали може да пушти па негде? Дебелото црево сумња, плуќите ги снимам редовно, снимам
тоа простатата, плуќите и дебелото црево на томографија. И се е добро, редовно си идам на контрола, меѓутоа дали тај тумор што го бара од дебелото црево, а нема го. Дали може пак да пушти некој да направи метастази? Ви благодариме за вклучувањето во емисијата. Да, ако одма да искоментираме, значи, доколку има биопсија на простата, таа недвосмислено укажува дека е тоа карцином на простата, така да ја на господинот не се сеќам, неверојатно никош го немам ни видено. Прав да се оградам дека сум го гледал, не се сеќам на такво нешто. А дека карциномот на простата може да се прошири и да пенетрира во бешиката, да, меѓутоа тогаш е многу потешка сликата. Дали господинот има воопшто биопсија со цистоскопија, да речеме, од самата бешика, многу дискутабилно, а меѓутоа дека самата хормонска терапија што добива на клиниката за онкологија, односно станува збор за комбинација на нешто што го нарекуваме ЛХРХ агонист, тоа е таа инекција еднаш месечно или месечно, зависно од каква доза имаат, и она што го добива како таблети, како инхибитор на тестостеронскиот рецептор, во еден долг временски период кај карциномите на простата се многу успешна терапија, значи тоа е чиста антихормонска терапија, што ја држи болеста под контрола. За жал во одреден момент скоро секоја простата влегува во стаза на резистенција кон тој тип на терапија, каде што веќе треба промена на терапијата, меѓутоа и таа веќе втора или третолинска терапија не е така успешна како оваа прволинијска. Иначе, кога го спомна веќе господинот карциномот на бешика и да се пофалиме, го третираме првиот, и тоа успешно за среќа го третираме првиот пациент во државата кој што е поставен на комбинација на имунохемотерапија. Станува збор за од старт неоперабилна болест, метастазирана во белите дробови и во црниот дроб. Баш кај не е тоа чист транзитоцелуларен карцином, туку тоа е мешавина на транзитоцелуларен со нейроендокрини компоненти. После 3 циклуса на терапија болеста е комплетно под контрола, така да ака неофицијално кажам, ние сме многу среќни поради тоа, бидејќи навистина првиот пациент кој што е во држава третиран со таа комбинација. Да, тимот на онкологија во клиниката на доктор Жан Митрев работи секако на овој пациент и овој случај. Верувам дека условите кои што ги имате таму за работа и сето она што ви овозможува работа со пациентите ќе направи големи промени. Тимот е многу битен. Точно е, тимот е многу битен. Во секое време се состануваме едни со други кога да ни е потребно. Многу е лесно кога се имате во една зграда. Тука ви е радиологот, тука ви е хирургот, тука ви е интернистот, тука ви е трансфузиологот и сите ви се достапни сега и веднаш. Наспротив, и павилјонски тип би рекол веќе застарен, никој веќе не изработува болници од павилјонски тип, тоа е све остатоци од минатото кои што е и некаде во светот и жално да се рушат. Таму веќе сте физички одделени од другите колеги, немате пристап до нив, пациентот ви е тука, ќе треба цел ден да чека да вие консултацијата со колегата која што треба да направите на друго место ја направите. И сето тоа е премногу time consuming. А времето тој time consuming создава нервоза и кај пациентот, и кај семејството, и кај ги знаете што не е само пациентот, тука и семејството со него и тие го губат работниот ден. Да. Уште едно прашање имам за крајот. Канабисот кој што често се споменува и се бара како решение за надминување на проблемот со ракот, кој е вашето мислење, вашиот став во однос на тоа? Би бил многу среќен да се најде некаков тип на финансир кој што ќе ги насоши своите средства во испитувањето на канабисот. Различни тумори различно реагираат. Да речеме, базоцелуларниот на кожа доволно и со само нанесување врз него за еден краток временски период да го снема. Меѓутоа, истото ако го направите врз планоцелуларна промена или врз Меркел-сел или врз меланом, нема ништо да се случи. Вон базоцелуларниот карцином на кожата, останатите типови на тумори, пациентите кои што реагираат со туморска контрола се екстремно мал број. Многу мал број. Зошто тој пул на пациенти реагира со контрола на туморот, на туморскиот раст, а останатиот многу поголем дел не реагира, тука треба да се испитува кои се тие инхерентни туморски генетски или епигенетски својства кои што го делуваат од болеста на останатиот голем пул. Но граѓаните даваат пари за улје од канабис. Колку тоа може да помогне?
Просто да им одговориме да или не? Никој не може да им каже дека ќе им помогне во контрола на туморскиот раст. Може да им помогне во контрола на болката, во подобрување на апетитот, подобрување на расположение како каде и толку. Тоа е нешто сигурно го знаеме. Она што не го знаеме со сигурност, особено наму каде што имаме многу повеќе прашања него одговори, се уште не можеме само да го дискутираме, да ги отвараме прашањата, а кога ќе ни дојдат одговорите, тогаш би го дискутирал. Да. Имаме уште еден гледач кого ќе го вклучиме во нашиот разговор пред самиот крај, да му дадеме простор секако за прашањето. Повелете. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Да го прашам доктору, моето дете има болест неврофиброматоза. И од неврофиброматоза ни рекува дека може во многу ретки случаи да се префрли во многу лошо во сарком. Да. Дали може доктор нешто да ми каже за Кој тип на неврофиброматоза имате? Тип 1? Тип 1 или тип 2? Неврофиброматоза тип 2. Тип 2, така е. Тип 2 за жал може да премине во малигна болест. Типот на сарком кој што овде би се случил е така наречениот постаро неврофибросарком, поново malignant peripheral nerve sheath тумор, односно скратеница МПНС-та. Најчест е на нервот на слушниот нерв, на нервус акустикус, меѓутоа може да се јави на повеќе места низ телото. Меѓутоа раната детекција и неговата хируршка аблативност се сега за сега мерките кои што најдобро лекуваат, релативно неосетлив на хемотерапија, релативно и слабо осетлив на радиотерапија, што не значи дека неосетлив на радиохирургија, да бидеме прецизни. Во развој е NF2 инхибитор веќе неколку години, мислам дека успешно ќе заврши во наредниве години тоа испитување, така да очекувам дека можеби не ќе може да излекува болеста, меѓутоа ќе може да ја држи под контрола. Инаку самиот морбус периферал, малигнант периферал nerve sheath тумор спаѓаат во групата на неимуногени тумори каде што имуната терапија нема некаков успех. Така да останува да видиме резултатите од NF2 инхибиторот што ќе покажат во пракса. Тука некаде пополека доаѓаме и до крајот на времето предвидено за разговор со вас, доктор Ристевски. Ми беше чест и задоволство што бевте дел од нашата емисија, да на гледачите им дадеме одговори на нивните прашања, секогаш станува збор за болест која што завзема навистина големи размери, не само во Македонија, туку и на светско ниво. Сепак постојат начини како можеме да превенираме и самиот вие кажавте дека загадениот воздух, цигарите, брзата и лоша храна, секако со пестициди, физичката неактивност и дебелината да се остранат од нашиот секојдневен живот, за да барем на некој начин самите на себе помогнеме, на генерациите кои што доаѓаат, кои што според бројките очекуваме уште поголем број на заболувања од карцином во годините кои што доаѓаат. Точно е, со тоа што имајте секогаш нум и човек во кој животен циклус се наоѓа. Сите овие работи што ги набројавте како превентива е многу лесно да ги изведете во млади денови. Како ви се наметнуваат обврските, особено околу работи, околу деца, се помалку време имате за себе, се повеќе оправдувања за побитни работи наоѓаат и веќе не можете да воспоставите контрола на здравите навики во својот живот. Ја многу топло го препорачувам она што шведската влада го направи, ограничување на работното време на 6 часа, за да секој може успешно да се превенира себе си. Можеби најдобрата превентивна мерка во земјите како што сме ние, low income countries, би било здравственото осигурување да се стратифицира спрема животниот стил. Не може исто здравствено осигурување да плаќа човек кој што внимава низ храната, редовно вежби, има здрави навики, верзус пушач кој што конзумира многу алкохол, конзумира многу штетна храна и не превзема никаква физичка активност. Треба да се размислува во тие насоки, им го оставам на оние кои што
ги водат тие работи, да се ги размислат. Да, да ги следиме секогаш убавите примери кои што значат подобрување и изголемување на животниот век и на животниот стандард. Ви благодарам и ви посакувам многу успех во работата во клиниката на доктор Жан Митрев. Во некоја следна прилика секако повторно ќе разговараме, а дотогаш ве оставаме во рацете на пациентите, оние кои што се борат за живот токму барајќи решение во стручниот тим на доктор Жан Митрев. Ви благодарам уште еднаш. Беше чест.